Без пари и со ограничени материјални можности работи Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот во Кочани, иако во текот на изминатата година ги реализираше скоро сите планирани активности во годишната програма за работа. Соработка со Републичкиот совет за безбедност во патниот сообраќај постои, но оттаму доаѓаат само насоки за задачите што треба да се исполнат, без финансиска или пак друг вид подкрепа. Досега, членовите на Општинскиот совет се снаоѓаа како што знаат, но за наредната година бараат финансиска поддршка и од Општина Кочани во рамки на нејзините буџетски можности. Ние како совет, Општински совет за безбедност во патниот сообраќај, значи спроведуваме превентивни акции, ги имате во програмата, меѓутоа соочени на години назад, значи сме соочени со финансиски работи, од причина што Републички совет за безбедност многу слабо ни доставува едукативен материјал. А секоја превентивна акција без едукативен материјал не е акција. Значи, ако ние спроведуваме превентивни акции, треба да им понудиме на учесниците во сообраќајот, значи едукација, за да можат да видат зошто спроведуваме таа акција. Исто така ни се потребни финансиски средства во делот на спроведување на детски семафор. Имаме таму програма, меѓутоа во таа програма само програма имаме од Републички совет, значи наградите ги обезбедува општината, тука се дипломи, признанија, благодарници, така да во тај дел ни се потребни финансиски средства. Од Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот констатираат дека во 2017 има известно намалување на бројот на сообраќајни прекршоци и незгоди споредено со 2016 година. А зашто влијание имале и мерките и активностите што биле преземени за да се влијае на свеста на учесниците во сообраќајот за почитување на сообраќајните правила и прописи. Во програмата за работа на Советот во наредната година е предвидено да се реализираат вкупно 13 акции, што би започнале во април и би траеле до ноември, односно по 2 до 3 месечно.